добро утро на сите ваши гледачи и слушатели. Благодарам, господине Брдаровски. Каква акција спремате во Драчево? Нешто што стаклен отпад е фокусот Да. на оваа акција. Па стаклена амбалажа, значи амбалажен отпад од стакло, тегли, шишиња, се она што ни се наоѓа низ дома, стаклена амбалажа што не може, што не го користиме, што нема употребна вредност за нас во домакинството. Инаку оваа акција Пакомак има започнато пред 2 години. Популарно ја нарековме чистење на подруми од амбалажен отпад од стакло. Граѓаните можеа да се јават на телефонски број во Пакомак и да си закажат, и тоа се уште трае, и да си закажат собирање на амбалажата од нивните домови. Многу не радува што сега во овој период на годината, на почеток на оваа година, акцијава ја препознаа и учениците од средно училиште, од ветеринарното средно училиште на браќа Миладиновци од Драчево, бидејќи тие ни се таа, да кажам, категорија на население кој што најтешко на некој начин, најтешко стигнува информацијата до нив дека треба отпадот да се селектира и да се рециклира, бидејќи како секој средношколци имаат други приоритети во животот и други интереси во тој период од животот. Не, навика не се создава. Таа навика треба да се најлесно навика кај најмалите и кај повозрасните се создава навика, меѓутоа кај средношколците они имаат други приоритети во овој период од животот. А навиката со упорност и со повторување се создава кај секој оној кој што нормално сака да живее во почиста животна средина. Нас особено нарадува што на иницијатива на овие средношколци од Средното ветеринарно училиште од Драчево, они прави иницијатива во нивниот рајон каде што се наоѓа училиштето да ја прошират информацијата до целото население дека во одреден временски период од викендов кој што следува, Пакомак организирано ќе помине да собере да го собере амбалажниот отпад од стакло. Значи станува збор за цела населба, цело Драчево. Не знам колку има, сигурно има 4-5 илјади куќи, така да сите тие куќи се ако има попис од страна на учениците и таа споделена таа информација до целото население. Да. А оваа акција почнува од Драчево и се проширува или сега само во Драчево е спроведена? Ова акција, како што кажав на почеток, за собирање на стакло е веќе започната пред 2 години. Меѓутоа на иницијатива на средношколците, можеме и така да ја поделиме, започнува од Драчево. Се надевам дека нивниот пример ќе го видат другите средни училишта од Скопје, но и од целата република наша, така да и тие ќе се приклучат на оваа иницијатива и активно ќе учествуваат во споделување на информацијата и во едукација на населението дека од отпадот можеме да имаме и други вредности, дека отпад од пакување не е всушност отпад од пакување, бидејќи тој може да заврши на рециклирање и повторно да се добие истата тегла, истото шише. Да, сакам да ве прашам, бидејќи во градот на неколку локации има контейнери во кои што нели треба да се складира отпад од стакло, кога ги празните контейнерите како компанија, како Пакомак, имате податоци за тоа колку завршуваат таму, а колку во обичните контейнери, па потоа нели тоа завршува на некој од овие големите депонии? Да, па ние за контейнери за стакло имаме поставено во главниот град во Скопје на 30% од точките каде што има контейнери за собирање на отпад, комунален отпад. По наша проценка тоа е за овој период од нашите активности за собирање на стакло доволен број на собирни места, значи населението може, има места, ако сака некој да го селектира стаклото, може значи да го фрли во одреден контейнер за стакло. Количините на собрано стакло од година во година, од месец во месец растат, бидејќи кога ќе им створите услови на населението да го селектираат отпадот, паралелно со ваков тип на едукација, како што сега ќе ја правиме со учениците од средно училиште, населението ја добива таа информација и секој оној кој што и порано бил скептик да го селектира отпадот, кога ќе види дека има услови, тоа го започнува. Така да тоа го покажуваат резултативе на собраното стакло, бидејќи кажав од година во година, од месец во месец количините растат.
И тоа не е само случај за Скопје, него тоа е случај и за целата република, бидејќи во над 35 општини имаме ставено контејнери за стакло за селективно собирање на стакло. Секако дека одреден дел од стаклото завршува и на депонија, меѓутоа наше како Пакомак да работиме на едукација и да ги исполнуваме тие национални цели од година во година, што поголем број од стаклената амбалажа да завршува во фабриките за рециклирање. Да, Бардаровски, да ве прашам на крај при овој краток информативен разговор. Ако од Драчево, од нели средношколците во ветеринарното училиште во Драчево има една ваква иницијатива, имате ли вие стратегија можеби за едукација и соработка со повеќе средношколци од различни училишта, различни школи? Не само во Скопје. Апсолутно, ние сме отворени за соработка со сите ученици. Најактивни се избора за основно училиште и за средношколците, па и за оние кои стучат факултет. Најактивни во овој домен се оние, значи, од градинките и од основните училишта. Меѓутоа, за оваа година планираме посебен пристап за средношколците, бидејќи тие се за нив треба да најдете специфичен начин како да ги заинтересирате да се посветат, не да се посветат комплетно, меѓутоа одреден дел од денот, од неделата да посветат на едукација на тие околу себе, а и на самите себе си за селекција на амбалажниот отпад. Така да спремни сме за соработка со општините, бидејќи и со Министерството за образование и стоиме на располагање за сите оние кои што сакаат да им помогнеме и логистички, но и со нашето знаење и да споделиме се она што имаме за да има успех, што поголем успех оваа акција. Добро, Бардаровски, успешно да ја спроведете акцијата, ви посакуваме од оваа страна на студиото. Благодарам на разговорот. Благодарам и на вас.